Последни очајнички потези на власта во заминување за загушување на двомесечниот бунт против ископите на Бехтел и Енка кај Прилепско Ореовец. Вака, со една реченица, организаторите на протестите го опишуваат она што им се случило рано утринава, откако на пунктот дошле полициски службеници кои им соопштиле дека блокадите мора веднаш да бидат отстранети и да се обезбеди непречен пристап и работа за работниците и машините од Бехтел и Енка. Од Скопје добиле некој допис да се растори протестот и да ги пуштиме слободно, ако не че имало обезбедуван од полициски кордон да работат Бехтел и Енка горе во планината. Ние многу пати му кажавме дека во планината има многу вода, дека пробија неколку извори и не смеат да продолжат со работа, затоа што ќе останеме без вода и селата и градот. Знаејќи со кого си имаат работа и свесни дека може да дојде до ескалација, овие луѓе, уште во понеделникот, поднесте барање до Прилепскиот суд да издаде мерка за времена забрана за извршување на градежни действија на фирмата Бехтел и Енка. По ова барање, судот требало да се изјасни во рок од 3 дена, а кои истекуваат денеска, па дури потоа, велат нашите соговорници, во зависност од одлуката на судот, евентуално некој можел да бара од нив да ги отстранат блокадите. Ова е закана врз цел еден град, врз населениот 60 и кусур илјади, кој така силно запнал. Дури и без судска наредба, нас не ни е јасно. Без судски налог, некоја повисоко рангирана униформа од Скопје дала наредба на сила да се разбие штрајкот и да влезеле работниците. Ние пуштивме екипа до милицијата да направи записник еден, затоа што без никаква правна одлука и без никакво решение од судот пуштат полициски екипи тука да едноставно вршат самоволие. Исто и граначалникот е моментално во полициската станица Прилеп да му дадат образложение зошто да прекинат овие мирни протести. Луѓето кои секојдневно протестираат веќе 2 месеци велат дека апсолутно немаат намера да ги тргнат блокадите и се закануваат со радикализација на протестите. Инаку на почетокот од месецов судот им наложи на јавното претпријатие за државни патишта и на Бехтел и Енка во рок од 30 дена да му ја достават целата документација околу дозволите за минирањата и ископите во Ореовечкиот атар. Истовремено и државниот јавен обвинител најави дека е можно јавното обвинителство да излезе со одлука во врска со изборот на надзорот над изградбата на автопатите, бидејќи биле евидентирани некои нелогичности во договорот, особено во делот со лиценците на 3 фирми кои што се испитуваат. А како пример ја наведе фирмата Electra Solutions, која обезбедила лиценца за надзор откако веќе била распишана јавната набавка.